Во пожар што избувна во атарот на селото Соколарци, како и на планинските села Врбица и Рајчани, зафатени се 50 на хектари со нискостеблеста шума и грмушки. Поради сувата трева, огнот брзо се пренесе и се прошири по падините на Осоговските планини. На терен излегоа противпожарни екипи од територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво од Кочани. Тие се обидуваат огнената стихија да ја стават под контрола. Нешто по 16 часот, председателот на доброволното противпожарно друштво Златко Илиев информираше дека на терен излегле со 2 возила и 10 пожарникари и волонтери. Тие се поддршка на професионалните пожарникари од територијалната противпожарна единица, кои исто така пристигнале со 3 возила и целата екипа. Пожарот зафатил поголема површина, а со оглед на стрмниот и тешко пристапен терен, интервенцијата е отежната. Пламените јазици беа и во околината на спомен паркот Свиланово, а главен приоритет на пожарникарите е да спречат проширување на огнот кон помошните објекти, како и во околината на манастирот Свети Ѓорги, кај селото Соколарци. По пријавите од граѓаните на единствениот повикувачки број за итни повици 112, во гаснењето се вклучија и 3 специјализирани авиони за гаснење на Дирекцијата за заштита и спасување, како и хеликоптер на Министерството за внатрешни работи. Од локалната самоуправа на Чешиново Облешево упатија апел до граѓаните за поголема внимателност при движење на отворено и да не палат оган на отворен простор. Независниот синдикат на пожарникари укажува на недостаток на професионални пожарникари во противпожарните единици во земјава. Во територијалната противпожарна единица во Кочани се вработени 16 пожарникари, а во однос на бројот на жители би требало да бидат 32. Од 2018 година територијалната противпожарна единица брои 16 лица, имајќи во предвид и старосната граница од 49 години. Од нашата единица 7 луѓе од колегите ќе заминат во пензија наредните 5 до 6 години. Нешто мора да се преземе по овој сегмент за вработување на нови лица. Недостатокот на вработени пожарникари во територијалните противпожарни единици во државата, според синдикатот, ќе влие на спасување на граѓаните и ќе представува опасност за пожарникарите кои се обидуваат да го надоместат недостатокот на персонал. Од синдикатот упатија апел до владата и надлежните институции да почнат со решавање на проблемот пред да биде многу доцна. Кочани е една од општините која има и доброволно противпожарно друштво, кое брои околу 50 волонтери. Тоа е основано пред 2 години како резултат на големиот пожар, што го зафати Кочани на 2 август 2021 година и е едно од најактивните во државата. Во рамки на редовните активности за обезбедување чиста и здрава вода за пиење, јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница во наредниот период ќе набави помошни технолошки средства за третман на водата. За оваа намена планирано е да се инвестираат околу 4 милиони денари во нето износ. Тие ќе се искористат за набавка на алуминиум сулфат, полиелектролит и хидрант на вар. Веќе е објавен јавниот повик за избор на снабдувач со потребните материјали, при што во спецификацијата е наведена и потребната количина од секој материјал поединечно. За процесот на коагулација и флокулација на водата за пиење ќе се користи алуминиум сулфат како основно средство што ќе се дозира според количината и квалитетот на суровата вода што ќе се преработува, а предвидено е од него да се обезбедат 50 тони. Дополнително, како катализатор во реакцијата на седиментација и коагулација на водата, ќе се искористи анионски полиелектролит, за што со набавката е предвидена количина од 200 кг. Дополнително, за корекција на pH вредноста на водата за пиење, ќе се користи хидрант на вар со висок процент на калциум, при што ќе се набават вкупно 20 тони. Рокот за доставување на понудите е до 31 август. По изборот на најповолната и подпишувањето на договорот, испораката на материјалите треба да се реализира во период од 5 дена по доставената нарачка од јавното комунално предпријатие Солидарност. Активности за реконструкција на дел од училниците и другите простории се преземаат во основното училиште Малина Попиванова пред почетокот на новата учебна година. Веќе е објавен јавниот повик за избор на изведувач на градежни работи со кои треба да се реконструираат таваните во училниците.
Според техничката спецификација, планирано е да се обнови таванска површина од околу 120 метри квадратни, односно наместо постојниот таван да се постави челична конструкција и да се инсталира така наречен Армстронг плафон со термоизолација, чија дебелина ќе биде 5 см. Во јавниот повик не е наведена сумата што е планирано да се инвестира за реконструкцијата, а од изведувачот се бара да обезбеди глетување и варосување на зидните површини, потоа стругање на постојниот паркет во училниците. Исто така, треба да се заменат 5 дрвени врати, од кои 3 да бидат изработени од ПВЦ материјал, а другите 2 повторно да бидат од дрво. Во реконструкцијата е предвидена и замена на постојното осветлување, како и замена на подните плочки и монтажа на 2 тоалетни школки и 2 тоалетни шолји. Повикот за пријавување на заинтересираните изведувачи трае до 17 август. По изборот на најповолната понуда и исклучувањето на договорот, давателот на услугата ќе има рок од 15 дена да ги комплетира преземените обврски за реконструкција. Почна активности за крпење на ударни дупки и прекопи на улиците во Кочани. Главно работите се концентрирани на коловозите на Маршал Тито и Страшо Ребапче, при што се санираат искупувањата направени пред подолг временски период. По многобројните реакции од страна на граѓаните за ударни дупки по улиците, надлежните конечно ги слушнаа нивните барања и ќе ги вратат коловозите во правобитната состојба. Се санираат и оштетувањата околу шахтата за атмосферска вода на улицата Страшо Ребапче над Стришанска чешма. Повеќето улици во градот се раскопани поради застареност на водоводната мрежа, а по направениот ископ пракса е само затрупување на дупките. По подолг временски период учесниците во сообраќајот ќе може нормално да функционираат. Општина Кочани во април годинава склучи договор со фирмата Колетранс Инженеринг за крпење прекопи на улици и оштетени асфалтни површини, а сумата што ќе биде исплатена е околу 3 милиони денари.